Нова епизода на Шорткат, а во неа Турција и Сирија погодени од два земјотреса, десетици илјади жртви. Опасност демне од третата дива депонија со линдан од Охис на местото Пеленица. Протест пред Министерството за образование и наука. Учениците од математичко-информатичката гимназија и нивните родители побараа оставка од директорката и квалитетни наставници. Здраво на сите, ова е 73-та епизода на Шорткат, јас сум Гоше и денес ќе ви ги пренесам најважните вести за млади од минатата недела. Почнуваме веднаш, следете. Емисијата ја започнуваме со трагична вест. Два земјотреса со магнитуда од 7,7 и 7,6 степени според Рихтеровата скала ги погодија Турција и Сирија минатата недела и зад себе оставија многу жртви. Бројот на жртвите во двете земји е над 35.000. Меѓутоа се претпоставува дека оваа бројка ќе биде поголема. Координаторот на Обединетите нации за итна помош Мартин Грифитс овој земјотрес го опиша како најлошиот настан во регионот во последните 100 години. Додека пак председателот на Турција го опиша како најголемата катастрофа во земјата од 1939 година. Како последица на земјотресот, стотици илјади луѓе имаат потреба од храна, голем број се пријавени како бездомници, други десетици илјади се сместени во болниците, а стотици илјади луѓе се евакуирани од регионите погодени од земјотресот. Многу земји од западот, но и од целиот свет понудија техничка, финансиска и хуманитарна помош. Владата на Северна Македонија и некои од општините испратија финансиска и хуманитарна помош, како и спасувачки екипи кои помогнаа да се излечат луѓето кои што останале заробени под урнатините. Во спомен на жртвите од земјотресот во Турција и Сирија, Северна Македонија понеделникот го прогласи за ден на жалост. А сега менуваме тема. Учениците од математичко-информатичката гимназија во Скопје заедно со нивните родители минатиот петок протестираа пред Министерството за образование и наука и го изразија своето незадоволство од избраните професори кои треба да им предаваат на учениците. Побараа квалитетни наставници, но и оставка од директорката Јулија Гајдаџиева. Поради овие причини учениците неколку дена ја бойкотираа наставата. Тие истакнаа дека последните 2 недели немале настава по стручните предмети. Проблемот требало да се реши по објавувањето на конкурсот за професори и вработувањето на стручни лица од соодветните области. Меѓутоа, учениците велат дека иако на овој конкурс се пријавиле стручни лица со докторски студии и искуство во наведените области, тие без никакво образложение биле одбиени од раководството на училиштето. Родителите велат дека проблемот е што според законот за математичко-информатичката гимназија, директорката на училиштето ги избира членовите на комисијата која ќе ги оценува кандидатите за наставници кои се пријавиле на конкурсот. Родителите побараа Министерството за образование и наука да го разгледа членот од законот со кој се определува начинот на избор на наставниците. Од МОН за МК соопштија дека просветните инспектори ќе ја разгледаат постапката за избор на стручни соработници во училиштето. Од друга страна, директорката на ова училиште Јулија Гајдаџиева не беше достапна за изјава и појаснување во врска со овој случај. Родителите истакнаа и дека во ова училиште квалитетот на наставата е значително опаднат во однос на минатите години и дека ги поддржуваат своите деца во нивните барања за повисок квалитет. Тие ја истакнаа и несоодветната комуникација со директорката на училиштето. Главна тема во денешната епизода на Шорткат е опасноста која демне од третата дива депонија со линдан од Охис, лоцирана во Пеленица, во близина на скопската населба Драчево. Таму се складирани огромни количини токсичен отпад без никаква заштита. Екипата на МК разговараше со професорот Трајче Стафилов за оваа жешка еколошка точка, а беше и на терен да го сними местото. Повеќе детали погледнете во следниот прилог. Локацијата Пеленица, покрај Драчево, некогаш познато излетничко место за детски екскурзии, е всушност третата депонија со линдан од Охис. Најновите испитувања покажаа дека депонијата содржи неколку видови опасен отпад, односно околу 40.000 тони чист ХЦХ и уште 6.500 тони мешан, заедно со отпад од фабрика за стакло. Според испитувањата на неколку мерни места на локацијата, високите концентрации на линдан се детектирани во покривниот слој на длабочина помала од 20 сантиметри. Опасниот отпад е помешан со градежен шут и отпад од фабрика за стакло, а на длабочина од само половина метар е најден
чист линдан. Професорот Трајче Стафилов вели дека влијанијата и опасностите на складираниот опасен отпад се големи и за луѓето и за животната средина. Како што знаете, хексахлороциклохексаните кои што се депонирани во кругот на Охис, а еве и во Пеленица, големи количества, се токсични супстанции, канцерогени на листата на перзистентни органски супстанции според Стоколмска конвенција, секако токсични и опасни по здравјето на населението. Нивното присуство доведува до загадување на подземните води, на почвите и на водите, и на воздухот. Така што е сериозен проблем. Почвата која е под депонијата исто така е контаминирана со линдан, но засега не се знае до која длабочина. Загадени се и подземните води во близина на локацијата и постои ризик од ширење на загадувањето. Она што е најопасно е контаминацијата на површинскиот слој на почвата во Пеленица, бидејќи опасниот отпад е присутен во контактната зона. Има различни решенија, но докажано е дека подземните води се загадени и од големата, а секако и од Пеленица, така што средства се огромни потребни за решавање на ваков начин како сега се решава малата депонија, но има решенија и на покривање, обезбедување на регионот, покривање, заштита, водонепропустими мембрани, конструкција и така натаму, така што мора да се бараат такви решенија. Стафилов открива дека со испитувањата направени во овој крај се докажало присуството на ХЦХ и други хемикали во подземните води кои дренираат во Вардар. Како резултат на тоа, присуство на линдан е откриено и во Вардар пред градот Велес. Тој апелира да не се користат подземните води за наводнување или пиење по сите населби околу Охис, бидејќи испитаните примероци од зеленчук одгледан во бавчите во околните населби откри дека во него има присуство на ХЦХ. Линданот од Меѓународната асоциација за истражување на канцер е класифициран во група 1 канцерогени супстанции со доволно докази дека предизвикува не-Ходжкин лимфом. Тоа е перзистентна хемикалија која долг временски период не се распаѓа во животната средина. Бидејќи е испарлива супстанца, се рассејува од контаминираната почва и се содржи и во PM частичките. Изложеноста на линдан може да се појави од консумирање на контаминирана храна или преку дишење на воздух загаден со линдан. Хроничната или долготрајната изложеност на линдан со вдишување кај луѓето се поврзува со заболување на црниот дроб, крвта, како и нарушување на нервниот, кардиоваскуларниот, имунолошкиот и репродуктивниот систем. 13 млади новинари и студенти од Скопскиот и од Полошкиот регион од 8 до 10 февруари учествуваа на обуката новинарство засновано на податоци и визуализации. Обуката беше реализирана од Фондацијата Метаморфозис во соработка со Меѓународниот центар за новинари. Учесниците имаа можност да следат обука за работа со податоци и нивна визуализација. Обучувачи беа новинарот на New York Times Роберт Гебелов, заедно со уредниците на МТМК Горан Ризаов и Бојан Блажевски. Ова беше првата од вкупно 4 обуки кои ќе се одржат во рамки на програмата Новинарство за новата генерација, програма за медиумска обука. Втората обука ќе се одржи во Струга во периодот од 22 до 24 март. Рокот за пријавување на заинтересираните млади од југозападниот и пелагонискиот регион е до 3 март годинава. На дел од најдобрите млади лица што ќе учествуваат на работилниците ќе им биде овозможено да станат практиканти во еден од трите медиуми на Фондацијата Метаморфозис. Во финалната селекција ќе бидат избрани двајца млади што ќе остварат студиска посета на САД во организација на Меѓународниот центар за новинари. А кога сме кај настаните, ве информираме и за дебатата што ќе се одржи следната недела на тема чет-ботови, најдискутираните феномени на модерната технологија. Најчесто поставуваните прашања за нив ќе добијат одговор на дебатата за млади има ли разбирачка со чет-ботови, што ќе се одржи следната среда на 22 февруари во јавна соба во Скопје со почеток од 18 часот. Оваа активност е отворена за сите млади. Настанот го организира Фондацијата Метаморфозис во рамките на проектот ИЦЕДА и проектот Веродостојни вести за оспособена младина. Повеќе информации за настанот можете да најдете на веб страницата на МТМК во рубриката CTRL-Z.
И за крај ве запознаваме со игрите што ги создадува младите од земјава како дел од Global Game Jam. Над 100 професионалци, студенти и ентузијасти учествуваа на Global Game Jam Македонија, организиран од Македонската асоциација за развивање на игри Магда, што од 3 до 5 февруари се одржа во Скопје и Битола. За време на овој хакатон, кој траеше 48 часа и се одржуваше истовремено во многу земји во светот, беа креирани вкупно 20 игри, од кои 17 во Скопје и 3 во Битола на тема Roots – корени. Видеата од сите креирани игри можете да ги видите на YouTube каналот на Магда, а некои од нив може да се преземат од веб страницата на Global Game Jam. Тоа беше се за денеска. Ви благодариме што бевте со нас, а до наредната епизода не заборавајте да не следите на Facebook, Instagram и TikTok. Ако сакате да прочитате нешто повеќе, посетете ја веб страницата на MetaMK и побарајте ја рубриката за млади ЦТРЛ-З. И се разбира, следете на следниот четврток во најновото издание на Shortcut. Поздрав!